На регионалниот патен правец од Кочани кон планинскиот рекреативен центар Пониква, викендов се возеше ридско-брзинската трка во рамки на државниот шампионат во автомобилизам, а што се бодува и за ФИА, зона на Централна Европа. На патеката долга 5 км и 900 метри во 4 класи учествуваат 26 возачи од Македонија, Србија, Црнагора, Бугарија и Косово. Организатор на надпреварот беше автоклубот Перформанс од Скопје, во соработка со Автомобилистичката федерација на Македонија, Сдруженијето на возачите Кочани и Општина Кочани. Подготвеноста на патеката беше одлична, а во најниската класа Е1 1400 најбрз беше Ѓорги Наков, член на клубот кој ја организира трката. Тој со возилото Застава Југо патеката ја помина со време од 4 минути 3 секунди и 13 стотинки. Неговиот клубски колега Слободан Трајковски во класата Е1 1600 исто така со Застава Југо оствари најдобар резултат од 3 минути 34 секунди и 10 стотинки. Во класата Е1 2000 победи уште еден возач на автоклубот Перформанс, Александар Ангеловски, кој со возилото Honda Civic возеше 3 минути 31 секунда и 50 стотинки. Меѓу домашните возачи во најсилната класа Е1 плюс 2000 патеката најбрзо ја помина Владко Костовски од автоклубот ProSport со возилото Opel Astra, при тоа возејки за 3 минути 34 секунди и 13 стотинки. Кочанскиот возач Донче Иванов, кој во класата Е1 1400 со Застава Југо настапува за автоклубот Фичо 600 од Скопје, во првото возење излета од патеката и остана без пласман. Инцидентот се случи уште на втората контролна точка непосредно по стартот, при што неговото возило го изгуби правецот на движење и заврши во земјениот насип. За среќа, Иванов помина без последици, додека возилото, поради оштетување на гумите, не можеше да учествува во второто возење и евентуално освојување бодови. За разлика од него, кочанецот Дејан Манасиев успешно ја заврши трката во класата Е1 1200 со Рено Клио. При тоа патеката тој ја помина со време од 3 минути 38 секунди и 24 стотинки, што е негово најдобро досега на оваа патека. На крајот Манасиев беше четврто пласиран.